Пратениците да изгласаат законски измени и да го намалат прагот на алармирање за загаденоста на воздухот со опасните честички. Детската амбасада меѓаш и бара дозволените граници на PM10 и PM2,5 честичките да не надминуваат повеќе од 75 микрограми на метар кубен. А некако сега кога границата е до 200 и власта презема вонредни мерки кога состојбата е алармантна. Очекуваат народните избраници да бидат мобилни и да не дозволат децата да живеат во гасни комори. За вакви суштински прашања каде што се доведува правото на живот, треба да има и граѓанска непослушност, револт, бојкоти, протести, на разни начини граѓаните да го изразат своето негодување, затоа што навистина нема родител кој е рамнодушен кон она што му се случува на детето кога живее во едни такви ненормални услови на живот. Змијанац вели дека во западните земји парламентарците не дозволуваат загаденоста со PM честичките да надмине на 40 микрограми на метар кубен. За да ги мобилизираат надлежните да преземат мерки и да ги сватат последиците од аерозагадувањето. Од Меѓаши вела дека е во подготовка тужбата против државата и град Скопје поради големата загаденост. И очекуваме наскоро да добиеме мислење од неколку вештаци кои ќе застанат за тоа колку штетно влијае аерозагадувањето, почвата, врз правилниот раст и развој на детето, се со цел да ја мобилизираме државата да поведе повеќе сметка за животот на децата во Република Македонија. За тужбата што ќе ја поднесат вела дека ги известиле сите меѓународни фактори како и УНИЦЕФ. Инаку од детската амбасада денеска го промовира извештајот за застапеноста на детските права во собранието. Генералниот заклучок е дека многу малку пратениците зборуваат за децата. Сања Димитровска, Сител телевизија.